Резолуција на Генералното собрание на Обединетите нации во 1992 година, секоја година на 17 октомври се одбележува Светскиот ден за искоренување на сиромаштијата. Обединетите нации намалувањето на сиромаштијата, гладта и социјалната заштита ги поставија како еден од главните приоритети во стратегијата за одржливост. Историјата на одбележувањето на овој ден започна во 1987 година со масовен собир во Трокадеро во Париз, за да се даде поддршка за жртвите на екстремна сиромаштија, насилство и глад, а локацијата е одбрана како место каде во 1948 година е подпишана Универзалната декларација за човекови права. Денот дава можност да се признае напорот и борбата на луѓето кои живеат во сиромаштија. Се проценува дека околу 1/5 од македонското население живее во границите на сиромаштијата. Нашите податоци велат пред кризата, COVID-кризата, а тогаш малце е зголемен бројот, од прилика околу 15.000 семејства имаат потреба од храна. Имаат и потреба од друга помош, но ние велиме потреба од храна. Тоа значи негде околу 40 до 50.000 луѓе имаат навистина потреба од храна. Оние податоци што велат 455.000 не може да си дозволат, тоа е малце индикативен за мене окей податок, меѓутоа ние велиме од нашето секојдневие кои што го живееме, односно работиме со тие граѓани и анализите да ги речеме од терен, бидејќи ние секој ден сме на терен, кажуваат овие податоци што ви кажав. Ги прашавме граѓаните каков е животниот стандард во Македонија. Скапи ли се цените и дали се чувствува сиромаштија? Како не се чувствува и прескапи се цените. Поскапи се отколку во Европа, а плативе ни се ниски. На што најмногу трошите во месецот? На електрична енергија. Скапи ли се цените? Скапи се ако немаш пари, ако имаш пари не се скапи. Луѓето немаат пари, финансите си е многу слаба и се чувства сиромаштија и на пазарите, опште и за потрошувачка, за струја, за свети работи, се чувства многу. Дали мислите дека со поскапувањето и со инфлацијата се чувствува сиромаштија? Апсолутно да. Во последните неколку години, пандемијата со COVID-19 турна околу 150 милиони луѓе во сиромаштија, проценуваат од Обединетите нации. Економските последици на глобалната пандемија беа силно изразени во повеќе индустрии, што резултираше со загуба на работни места и пропаѓање на бизниси. Денес, светот повторно се соочува со повеќеслојна криза, која се одразува врз економскиот раст, а со тоа се зголемува и ризикот од зголемување на сиромаштијата. Конфликтите на Блискиот Исток и во Африка, војната помеѓу Русија и Украина, како и војната помеѓу Израел и Газа, доведоа до двојно зголемување на екстремната сиромаштија во последните години, додека пак половина од новата група на сиромашни граѓани се очекува да биде во земји од Јужна Азија и Субсахарска Африка. Екстремните временски настани и климатските промени се очекува да ја зголемат миграцијата во регионите кои се најпогодени, а кои притоа најмалку придонесуваат во загадувањето на планетата. Расте бројот на сиромашни во земјите со ниски и средни доходи. Сиромаштијата во овие региони се очекува да се зголеми за 2,3% поени. На 17 октомври се нагласува сиромаштијата како мултидимензионален феномен кој вклучува и недостаток на приход и недостаток на основни услови за достоинствено живење, вклучувајќи небезбедно домување, недостаток на храна, ограничен пристап до здравствена заштита, опасни работни услови, нееднаков пристап до правда и недостаток на политичка моќ. Токму така, инфлацијата се намалува, платите и пензиите растат, сиромаштијата се зголемува. Имаме навистина парадоксални состојби во македонската економија, која турка од ден на ден се поголем број на граѓани во сиромаштија или превидено во бројки. Дури половина милион граѓани од Македонија се обидуваат да преживеат ден со помалку од 200 денари. Какви промени ни се неопходни во тој контекст? Разговараме со Билјана Дуковска од Македонската платформа за борба против сиромаштија. Добро утро, Билјана, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, ви благодарам што одвојувате време за Интернационалниот ден за искоренување на сиромаштијата. Што велат точните бројки? Колку граѓани имаме сиромашни во државата? Тоа е прашање на кое што некако се
поретко имаме одговор, заради тоа што официјалните податоци на Заводот за статистика многу доцнат и последните податоци кои што се одважија да ги објават на 4 октомври се за 2021 година и јас можам да коментирам каква била ситуацијата тогаш. Се зголемила сиромаштијата за повеќе од процент и нешто. Тоа вака не изгледа многу, не изгледа ни малку, меѓутоа проблемот кој што се појавува е во структурата на луѓето кои што осиромашуваат и во начинот на кој што тие осиромашуваат. Забележително е осиромашување кај семејствата кои што се од двајца возрастни и повеќе издржувани деца и таму процентот на сиромашни во таа целна група е повеќе од 53%, значи половина од населението кое што ни живее во сиромаштија и повеќе е со издржувани деца, што нели ќе рефлектира понатаму во развојот на државата. И уште еден фрапантен податок каде што има најголем раст во процентот од 2020 до 2021, тоа се семејствата со самохрани родители и издржувани деца, таму процентот е близу до 50. Како е можно, Билјана, во ситуација кога имаме намалување на инфлацијата, кога постојано слушаме вести за зголемување на платите, за раст на пензиите, да имаме толку сиромашни граѓани? Знаете како? Кога ние зборуваме за аспектите на инфлација, на плати, пазар на труд, генерално се држиме до приходната сиромаштија, значи до количеството на пари кое што влегува во семејството. Она што недостига е колку пари излегуваат од семејството, односно дали сите луѓе во тоа домаќинство се вработени, економски активни, дали некои од нив доживуваат одреден социјален ризик, попреченост, хронична болест, старост, деца. Значи, тоа се се категории кои што генерално не работат, а имаат потреба од повеќе издатоци во смисла на поддршка, нега, грижа, лекови и така натаму и така натаму. И од тука многу парцијално е гледањето кога ние зборуваме нели само за парите, меѓутоа не и за останатите услови и услуги со кои што се соочуваат, предизвиците со кои што се соочуваат семејствата. И од тука вие растете плати на одреден сегмент од населението и тие статистички одат над линијата на сиромаштија и велиме овие веќе не се сиромашни. Ема од друга страна не компарираме со трошоците за живот кои што постојано растат и буквално им ги излеваат парите кои што влегуваат во буџетот. И постојано секое македонско семејство се калкулира што во месецот за што ќе намени. Некако летните месеци, од мој финансиски аспект некако домашен истап, и се попреживуваат, но кога ќе дојде периодот на грејната сезона, тука имаме трошоци многу поголеми. И сега имаме граѓани кои што се греат на најразлични облици, а ние постојано и во Македонија наутро еден дел од емисијата посветивме на еколошкиот начин на загревање и аерозагадувањето кое што е последица на нееколошкото размислување. И сега фер ли е да им бараме на граѓаните да бараат еколошки начин на загревање, ако тоа значи дека треба да дадат многу повеќе пари и треба да скратат од храната, например? Вообичаено е кратењето во сите сегменти во момент кога ќе дојде дополнителен трошок. Значи, ако се поскапе храната, трпи облеката. Ако поскапе грејењето, може да трпи и храната, во зависност од количината на пари со кои што располага населението. Сакав да споменам дека кога зборуваме за сиромаштија, некако апстрактно е тоа кој е сиромашен, кој не е сиромашен. И бидејќи ги споменувам податоците од 2021 година, тогаш сиромашни биле семејствата кои што имале 21.000 приход. Сите над тоа веќе државата не ги смета за сиромашни. Меѓутоа, еве, секој од лично искуство од домашниот буџет може да претпостави со 21.000 колку може да обслужи едно семејство, особено ако има издржувани деца. Значи, збориме за деца до 18 години. Во однос на грејењето и на еколошките избори и употребата на реагенси за грејење. Еве ќе го земам Скопје како пример, како најавтентичен, нели, водечки во загадувањето. Ние во Скопје имаме граѓани кои што користат реагенс дрво по избор и граѓани кои што немаат друга алтернатива, освен да користат дрва кои што исто така ги можеби не ги купиле, но ги нашле. Количината на дрва кои што ги користат луѓето по избор е многу поголема
и во количина многу повеќе загадува, отколку кај овие помаливе кои што се обидуваат да го достигнат минимумот на загревање за да може да преживеат. Од тука, кога зборуваме за сиромаштија, е многу важно интерсекторски да ги гледаме работите. Едно е државата да донесе план за справување со загадувањето во воздухот и да ограничи користење на било каков енергенс кој што не е еколошки. Меѓутоа, тука, ако не ускокне Министерството за енергетика новото или Министерството за труд и социјална политика со дополнителни мерки кои што овие луѓе кои што се во неможност да направат избор и да имаат пристап до еколошки реагенси, тогаш решението нема да постои. Ние сите ќе се гушиме во градов. Дополнително, луѓето кои што живеат во сиромаштија и секогаш не се во работен однос, се снаоѓаат преку алтернативни начини на доаѓање до приход и најчесто тоа е долготрајно седење надвор, што значи дека и последиците од загадувањето кај нив се подалеку сежни. Значи, од сите страни се некако притиснати. И ова што го споменавте ме води кон следното прашање. Ако се водиме по тоа дека членот 8 од Уставот, како дел од темелните вредности, се вбројува и хуманизмот, социјалната правда, солидарност и заштитата и унапредувањето на животната средина. Дали сиромаштијата не враќа чекор назад во заштитата на животната средина? Значи, тие одат едно со друго. Значи, доколку се зголемува процентот на сиромаштија, голема е веројатноста дека ќе се рефлектира и во другите сегменти. Не би можела директно да ја искоментирам поврзаноста, меѓутоа е евидентно дека вие не можете да очекувате граѓаните кои што живеат во сиромаштија да се занимаваат со отпад од пакување, па да купуваат поголеми пакувања за да фрлаат помалку. Значи, не можете да ги натерате да користат централно парно грејење, ако речеме дека е тој најчистиот реагенс за грејење, во моменти кога тие немаат редовни приходи и не се во можност да ги плаќаат сметките секој месец. Од тука може да се заклучи дека зголемувањето на сиромаштијата итекако влијае во еколошката состојба во државата. И во тој контекст, што треба да направи сега и веднаш државата и што ние граѓаните можеме да направиме за намалување на сиромаштијата? Граѓаните треба да ја покажат солидарноста и емпатијата со луѓето кои што живеат во сиромаштија, заради тоа што сиромаштијата е состојба, не е лична карактеристика на луѓето кои што ја живеат, односно секој од нас во одреден дел од животот може да се најде во состојба на социјален ризик и да западне во сиромаштија. Од тука очекувањето дека сиромашните треба сами да се изборат со состојбата е погрешно, односно ние сме тие кои што треба да ги поддржиме и да бидеме најгласни во борбата против сиромаштија. Од аспект на тоа што треба да направи државата, мислам дека треба да се консолидира во борбата против сиромаштија. Многу често слушаме за инвестиции во човеков капитал, реформа на пазарот на труд, проекти за активација на ранливо население, социјална поддршка, помирка на граѓаните и така натаму. Меѓутоа тоа никогаш нема да успее да ја намали сиромаштијата, како што сведочиме во последните години, доколку тие едно на друго не се надоврзуваат. Односно, ова што треба новата влада да го направи е да направи сеопфатна анализа и документ по кој што ќе се води, мери, еволуира во однос на намалување на сиромаштијата, вклучително на сите сегменти. Многу е актуелна националната развојна стратегија, таа нема да успее доколку фокусот на сиромаштијата не се издвои како посебен елемент. Убаво е да ние ја развиваме државата, меѓутоа во генерален контекст не може да очекуваме дека развојот ќе оди паралелно, идентично во сите полиња, вклучително и во искоренувањето на сиромаштијата. И долги години се среќаваме овде во македонската телевизија, говориме на истава тема, генерално риториката е иста со мали промени. И вие како дел од македонската платформа за борба против сиромаштија со години говорите гласно на оваа тема. Имате ли чувство дека никој ве слуша? Се слушаат генерално и се следат трендовите кои што се наметнати од европските интернационалните политики. Се надевам дека промена ќе се случи наскоро, затоа што Европската комисија го става фокусот на креирање на сеопфатна стратегија за намалување на сиромаштија во рамки на Европската унија и нашето барање е да тука бидат и земјите членки, вклучително и нашата. Тоа е еден зрак на надеж. Се останато до сега, еве, од 2022 веќе одиме кон 2025, скоро 5 години,
ние немаме ниту еден стратешки документ, како популарно викаме, немаме ниту една страничка на која што се набележани напорите исклучително насочени за намалување на сиромаштијата, а не останатите придонеси кон неа. Како во меѓувреме оние граѓани кои што живеат со помалку од 200 денари дневно? Немаат опција, освен да се обратат кај граѓанските организации кои што ги обслужуваат по принципот на солидарност, хуманитарна помош и поддршка, колку можат, како можат, живеат од собраните финансии на граѓаните, преполни се барањата за разни типови на донации, вклучително и барање на работа под било какви услови, било каква работа. Нашата држава препознава само лица во социјален ризик кои што се евидентирани во системот и кои што се веќе приматели на гарантиран минимален приход. Немаме опција за сите останати, што е сериозен проблем и ја продлабочува сиромаштијата. Се надевам дека и овој наш обид, нов обид да ги менуваме нештата говорејќи гласно ќе вроди со плод, Билјана, ако ништо. Апсолутно мораме да продолжиме да говориме. Политичката волја е таа која што ќе го реши проблемот. Влијанието врз политичката волја може да го направат само граѓаните. Благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на вниманието. Наутро.